Премиерот Мицкоски го поддржува предлогот на претседателката Силјановска-Давкова, освен претениците и шефот на државата и министрите да не може да имаат двојно државјанство. Ако уставно-правните експерти сметаат дека во предлог законското решение може да се имплементира и тој дел, поддршка од премиерот има. Ако правните експерти правно-уставните експерти велат дека нема никаков проблем, тогаш апсолутно поддржувам. Јас немам двојно државјанство, нити па имам намера да имам двојно државјанство. Моето државјанство е македонско и да, нека се прошири. Ако тоа дозволува законот и уставот, јас немам никаков проблем. Претходно претседателката го поддржа предлогот на претениците да немаат двојно државјанство, но истото да важи и за другите високи функционери. Според неа, во законот за влада може да се имплементира ограничувањето за двојно државјанство, додека за претседателот тоа треба да се измени во уставот, бидејќи закон за претседател нема. Од опозицијската СДСМ пак обвинуваат дека власта не сака да го усвои предлогот со кој би се забранило двојно државјанство на носителите на извршната власт. ВМРО одбива да го усвои предлог законот со кој се забранува двојно државјанство за пратеници, членови на влада и представници на извршната власт, и тоа да важи веднаш. Зошто? Затоа што половина од нив веќе имаат бугарски пасоши. Министри, градоначалници, пратеници, директори на јавни претпријатија од ВМРО, сите тие се обезбедиле со бугарско државјанство. Законските измени со кои претениците ќе може да имаат само македонско државјанство се во комисиска расправа. Предлогот го иницираа претениците од ВМРО ДПМН, а опозицијата има доставено повеќе амандмани.